Во септември испративме барање до владата за пролонгирање на рокот. Меѓутоа, мислиме дека актуелниве случувања дават за право да се осврниме на тоа, на органите на Стопанската комора, затоа што расправата ќе биде отворена, така министре, во наредниот период, да се разговара, така да може да ќе се состанеме уште неколку пати и ќе разговараме. Суштината е да ние го негуваме јавно-приватниот диалог и сакаме ево да му се заблагодарам на министерот кој што во секоја прилика која ќе го повикаме е тука спремен да разговара за сите отворени прашања и мислам дека е тоа добар приод во нашето заедничко и стратешко партнерство, а мислам дека треба да поминат зад нас времињата кога нешто ќе правиме нетранспарентно, така да денеска ги повикавме и новинарите, разговараме отворено, ќе ги сослушаме бизнисмените и ќе видиме кои се смерниците за понатак. Ќе настапиме со нашите ставови и денеска ќе ги сослушаме барањата на непосредните учесници и членови на управниот одбор од фирмите и наше легитимно право да го изнесеме своето мислење, а како владата ќе реагира на тоа, ќе видиме понатак. Дали уште стоите на ставот дека треба одложување од 5 години на оваа реформа за да се согледаат ефектите, нели, и врз сивата економија, и врз компаниите, какви ќе бидат? Тоа што беше во проектот, тоа е една, да речем, еден оквирен период кој што е даен, а ова сега што се конкретни решенија кои ги предлага Министерството за финансии, така да ќе ги споредиме и ќе видиме дали за некој е потребен помал период, за некој поголем. И тоа ќе се анализа да се направи во организација која што има 15.000 членови во рок од 3 дена е невозможно. Меѓутоа, денеска морам да кажам дека ми се јавија неколку стопанственици што направиле анализи за собствените фирми и ќе ги изнесат податоците на самата седница. Она што вака можам да го слушнам, значи околу 35% ќе биде по однос на оданочувањето на личниот доход, а околу 50% по сите други основи. А што тоа конкретно што значи во пари? А во пари не можам да кажам, секоја фирма е различита. Така да за некој ќе биде повеќе, за некој. Како тоа ќе секое ново оптеретување на фирмите во услови кога се бориме да ние ги намалиме трошоците и со тоа ја зголемиме конкурентноста на македонските компании е оптеретување кое што ја намалува нивната конкурентска моќ надвор. Така да треба тоа да се има предвид, треба да се има предвид и тоа дека во Македонија во Стопанската комора се организирани 154 странски компании во Советот за странски инвеститори и треба да се види и со нив ќе разговараме како ќе се тоа одрази на нив. Така да мислам дека ќе имаме некој период во кој што ќе е доволен тој да изанализираме све, да видиме и да изнесеме. Решени сме да ги изнесеме сите работи за да му бидат на владата како носител на овој проект на располагање пред да ја донесе конечната одлука.